од лице место во последното вклучување ќе ја најавиме операта Кавалерија Рустикана, која што ќе се постави денеска на сцената на Националната опера и балет со почеток во 20 часот. Освен тоа што ќе напоменеме нешто за самата опера, се разбира ќе напоменеме и за сета онаа богата програма на Националната опера и балет, односно сите оние балетски представи кои што се одржа од почетокот на оваа година па се до сега. Мој денешен гостин од Тринава, господин Благоја Петковски. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и добро ни дојдовте и вие. Поздрав до гледачите на утринска на Телма. Благодарам што секогаш убаво не дочекувате да говориме за едни убави теми, односно овде сме, како што напоменав, да напоменеме нешто за операта Кавалерија Рустикана. Имено за каква опера станува збор и кој ќе настапи на самата сцена? Па вака, најпрво да кажеме дека годината започнавме со двата концерти на Василица, со прекрасните уметници од Шпанија. Во текот на месецот имавме детскиот балет, доктор Оболи, значи почнавме и со програмата за најмладите. Во вечерната програма од балетот беше Шехерезада со Волпургиска ноќ и Орова кршачка. Денес, значи, Кавалерија Рустикана, позната светска опера, која во Македонија е поставена, изведена 1947 година. Тоа е дело од италијанскиот композитор Пиетро Масхањи. Бил роден 1864 година, живел до 1945 година. Има напишано околу 15 дела, но Кавалерија Рустикана е едно од неговите најубави дела. Сакам да кажам дека произведбата на Кавалерија Рустикана е во Рим 1890 година. Ние како куќа и ден денеска некаде повеќе од 80 представи изведени на Кавалерија, секогаш се бара билет повеќе, затоа што е квалитетна представата. Оваа представа ја има поставено италијански режисер, инаку вечерава со хорот и оркестарот диригира нашиот Иван Еминовиќ, сценографијата е на Зоран Николовски, а убавите костими на Елена Дончева. Во синопсисот да кажеме дека ова дело е напишано каде што има љубомора, омраза, а каде што има љубов, има и такви работи. Значи, преубава опера. Затоа ги покануваме нашите граѓани да присуствуваат на еден ваков убав настан. Во главните улоги се Весна Гиновска, Зоран Сотиров, Марија Николовски, Марика Поповиќ и Марија Наумовска. Значи, како што кажавме, и целиот хор и оркестар на Македонската опера и балет. Продолжуваме од утре, значи веќе февруар месец, со детските представи, повторно доктор Оболи, Есмералда имаме 2 и операта Мадам Батерфлај. Така да нашата куќа, еве уште една најнова информација од вчера, нашата куќа потпиша меморандум за соработка со Македонскиот народен театар. Ние некогаш пред повеќе од 20 години бевме како една куќа, сега се 2 различни куќи како институции и правни оддел, административни, сакав да кажам, се одделени, но еве продолжуваме да бидеме во наводнение пак заедно, затоа што треба да се соработуваат помеѓу институциите. На тој начин, кога има соработка, има и помалку трошоци. Тие овдека ќе работат некои сценографии, костими, па дури и меѓународна соработка помеѓу двете куќи. За нивниот јубилеј, 85 години на Македонскиот народен театар, тоа од утре натаму службата што е на Македонскиот народен театар, управата, директорот ќе ви дадат подетални информации што све ќе се случува во текот на
оваа година. А ние како Македонска опера и балет продолжуваме и со подготовките на мајските оперски вечери, соработка со други центри од регионот, од Европа и светот. Сакав да ве прашам зошто вреди да се посети кавалерија рустикана, но поминавте убаво во самиот одговор зошто вреди да се посети. Тука пред самиот крај ќе ве прашам колков е интересот досега за денешната опера и дали се уште има билети на располагање? Како што кажав, билети сигурно има уште многу малку, а како што кажав дека оваа опера е од 1947 година во нашава држава и се уште на репертоар. Тоа кажува дека преубава опера, повелете, дојдете. Се разбира дека ќе дојдеме. Ви благодарам многу што не пречекавте утринава тукму тука и се разбира дека ќе дојдеме повторно да говориме и за идни балетски представи и опери. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека уживавте во овој преубав разговор токму од лице место од Националната опера и балет, каде што напоминавме на вистина имаше што да се слушне за богатата програма која што ја нуди Националната опера и балет, но секако вредеше да се чуе и тоа што напоминавме нешто повеќе за самата приказна која што ја носи операта Кавалерија рустикана, која што ќе се изведе денеска на сцената на Националната опера и балет со почеток во 20 часот.